решивме ова лето да го поминеме секој викенд по села, со митинзи, спиеме кај наши активисти по куки, се среќаваме со многу луѓе, запишуваме во овие тетрадки, јас и девојчева сега тука што пишуваме ваши идеи, некои работи што може да ги ставиме во програмата. Тоа е една работа. Во период кога никогаш не се работело, ни една политичка партија во услови кои се невозможни. Денеска беше 38 степени. Меѓутоа и 48 дена ние пак ќе работиме. Само да кажам како и да се временска што да прават овие, ние ќе го направиме оно што сме тргнали. Покрај тоа ги промовираме нашите кандидати за градоначалници, почнавме 10 месеци пред избори. Никогаш тоа не се случило. Ама битно е да наистина во општината исто така понудиме една авторитетна личност. Човек што ќе ја врати во нормален колосек, кај што ќе се направи нешто, кај што тоа што ќе го вети ќе го исполни. Не и требаат арогантни, самобендисани богаташи. Значи, неизбладнетиот и сиромашен народ не му требаат арогантни, самобендисани богаташи кои нема да знаат кој ден во кој джип влегуваат. Работата е да се отвараат нови фабрики и луѓето, особено младите, да се вработуваат. Не може во Македонија целата, значи сите што се да ги вработат во администрација, затоа што тие ги издржаваат целата држава. Значи целата држава ги плаќа тие што се во администрација. Та година исто така, значи предњачи во се во Србија. Моје како што беше како градоначалник на Јагодина има створено што ни еден нема створено во Србија. Со истите средства, значи и како се нашол тоа само он знае. Вака се. Имаме и кај нас такви примери. Во Струмица, после Карпош. Ние во Карпош, јас сум бил таму 5 години градоначалник, Стефче бил 6-7 години. Значи сме правеле многу. И сме вработували, и сме правеле многу. Имаме и на други места кај што имаме локална самоуправа, исто така сме покажале дека знаеме. Гасовод им направи гасификација, им направи цици во Куманово. Они на државно ниво не направи, во Куманово направи гасовод. Да, локално.